Почитувани гледачи, добар ден. Недела, 24 март, лето господово 2019. Започнуваме ново издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ Канал од ВИС, и тоа прво пролетно издание на оваа емисија, со надеж дека вашето убаво неделно расположение ќе го направиме уште поубаво. Се надевам, просто сум сигурен дека ќе успееме во тоа. И веднаш да ви ја представам мојата гостинка во емисијава, Надица Илиевска, дипломиран нутриционист, но особено ми е драго што Надица е моја гостинка, бидејќи ние се знаеме од деца. Иако доаѓа од Скопје, таа си е струмичанка. Надица, добар ден, добре дојде во неделното попладне на програмата на ТВ Канал од ВИС. Добар ден и добро ве најдов. Секогаш со големо задоволство во Струмица, бидејќи родниот крај никогаш не се заборава. Камено си тежи на местото, велат. Така е. Така ли е? Така е. Добро. Дипломиран нутриционист, претпоставувам, се разликува од нутриционист само. Се разликува. Веројатно затоа на твојата Facebook страна пишува дипломиран нутриционист. Да, затоа што дипломиран нутриционист значи формално академско образование, кое што за среќа ние го имаме во нашата држава. Тоа не сум го знаел. За несреќа многу малку се знае за тоа и навистина е голема разликата помеѓу тоа што опфаќа 4-годишно студирање, вклучувајќи и прехранбена технологија. Значи, освен дипломиран нутриционист, јас сум и прехранбен инженер за храна. Да, но она што не ми е јасно, како во една земја може да постојат нутриционисти и дипломирани нутриционисти? Ако некој е инженер, тогаш мора да е дипломиран инженер, нели? Ако некој е лекар или доктор, нели? Тој е доктор. Не може да биде дипломиран доктор и недипломиран доктор. Зошто е тоа така кај нас? Кај нас е така бидејќи сме се повеќе свесни дека неформалното образование се повеќе зема замав и тоа морам да кажам дека е добро. Меѓутоа пак треба и да се направи дистинкција помеѓу формално и неформално образование. И нашата држава има речиси повеќе од 150 дипломирани нутриционисти, кои за жал пак се уште чекаат да бидат прифатени од општеството таму каде што треба да бидат, бидејќи нутриционизмот не е само диетотерапија, односно постапување и давање препораки за исхрана. Нутриционизмот е исхрана на здрава популација, формирање на прехранбени навики на деца, на возрастни, на здрави, на спортисти, на мажи, на жени, на абсолвенти, на студенти. Значи, стандардизација на она што треба да значи добра прехранбена навика и добра исхрана на популацијата на целата држава. Што значи тоа исхрана за здрава популација? Значи ли тоа дека нутриционистите не работат за луѓе кои патат од некакви заболувања? Диетотерапијата, односно препораки на исхрана на заболена популација е само дел од нутриционизмот, кој што е многу поширок поим од диетотерапијата. Нутриционизмот пред се опфаќа, значи, воведување на стандарди за тоа што е здрава храна, вклучувајќи ги и производствените процеси, односно технолошките процеси на производство на храна. Значи, вие можете, наједноставно објаснето, може најздравата храна да ја купите на пазар, да ја упропастите додека да ја донесете дома, во вашата кујна да ја уште повеќе упропастите, да ја доупропастите и на тој начин всушност да се изгуби она што треба да го ние да го конзумираме и да очекуваме дека ќе ни донесе здравје. Она е всушност целокупната слика на она што треба да покрие еден нутриционист, односно дипломиран нутриционист. Поправете ме ако грешам, но чинам дека нутриционизмот како наука, може да го сметеме нели како наука, не е наука на 21. век, бидејќи порано не знаевме за такво нешто. Значи ли тоа дека со самото време, со времено кое го живееме, ние се храниме се понездраво и понездраво, а порано не сме имале потреба од нутриционисти? Или ги имаше ни светот, а ги немаше овде? Па нешто е делумно точно, нешто воопшто не е точно. Нутриционизмот како термин се наметнува во последните 2 века, значи мајката на нутриционизмот е Англија.
бидејќи таму се почувствува потребата да се разграничи науката за храна Така. од се друго. Меѓутоа, морам да признам дека истражувајќи и ние и во сегашната држава и во минатата држава во чии што бевме склоп се водело сметка за стандардизација на исхраната. Јас најдов на документи кои што после Втората светска војна, кога се формирала Југославија, давале стандарди за тоа што треба да биде здрава храна, од проста причина што тогаш требала популацијата која што била неисхранета да добива поголем калориски внес. Значи, не дека не се водело сметка. За жал, денес ние се повеќе многу работи кои што треба да ни бидат покажани како патоказ, ги земаме во наши раце и на тој пат грешиме. Јас морам да кажам дека ние традиционално, интуитивно на овие простори сме имале секогаш и се уште имаме и квалитетна храна и квалитетни навики на исхрана. Меѓутоа, во ова време на глобализација прифаќаме нешто што прво за нас не е автохтоно, а второ не ни годи. И затоа го имаме во моментот на прагот на 21. век тој дисбаланс помеѓу тоа што треба да се храниме и како се храниме. Велите, имаме се уште здрава храна. Сакате да верувате во тоа или навистина верувате во тоа? Еве, ќе ве потсетам кога бевме јас и вие деца. Си игравме, нели, таму во малото на Ѓуро Ѓаковиќ, бидејќи таму ваши роднини живееа, а вие доаѓавте, ние одевме на улица, игравме со парче леп намачкано, нели, не знам, со мас и црвен пипер или со шекер и водичка од озгора, јадевме, игравме во исто време и така натаму и бевме здрави. Сега не е така. Бевме со нормална тежина, сега децата се дебели. Зошто е тоа така? Дали да вистина јадеме здрава храна? Ние се уште имаме пристап кон здрава храна, Така. што не значи дека произведуваме во нашата земја исклучиво здрава храна. Така. Повеќе се работи за менување на прехранбените навики кај населението. Добро. Морам секогаш и влегувам во дискусија кога ќе се каже дека ние како поднебје никогаш не сме биле изложени на овие количини кои што сега ни се многу лесно достапни. Ако се вратиме назад не повеќе од 30 години, ова се многу брзи промени во начинот на живење и начинот на исхрана и ние многу бргу во лош смер ги менуваме прехранбените навики. Да, точно е, меѓутоа во наше време десерт се конзумираше еднаш до 2 пати во неделата. Сега десерт се конзумира 3 пати на ден. Така. Да тргнеме од тоа дека не секогаш десертот е нездрав оброк. Меѓутоа, нешто кога се конзумира прекумерно. Спомнавте играње на улица. Денес децата не играат на улица. Денеска имаме дисбаланс помеѓу калорискиот внес и калориската потрошувачка. Денеска не имаме деца чии родители не конзумираат зеленчук. Не можеме да очекуваме од децата да конзумираат зеленчук кога нивните родители не конзумираат зеленчук. И тука всушност е таа колизија во она каде што наблегуваме во се полоши прехранбени навики. Не секогаш треба да ја кривиме прехранбената технологија, која што морам да кажам побрзо ги следи научните сознанија во однос на спремањето на храна. Веќе прехранбената технологија следи модерни пакувања во стакло, значи зимница во стакло, се напуштаат конзервите. Така. Значи, ние како население касниме, следејќи ја науката и се уште, значи, продолжуваме да ги тераме нашите лоши прехранбени навики. Да, но се поставува прашањето. Велите, порано се јадеше повеќе зеленчук, сега родителите на тие деца, а и самите деца не јадат зеленчук доволно. Но како да ја препознаеме здравата храна од она која не е здрава? Пак ќе ве потсетам на детството. Баба ми, мајка ми, твојата баба од нашето мало, знаеа да сушат на некакви гајби домати, за да им се најдат на зимата, бидејќи се ставаа во манџите, таму и тоа беше многу убаво мириса. Манџата имаше вкус, нели? Јадењето имаше вкус. Сега, ако се обидете тоа да го направите, тие не се сушат, туку му влосуваат.
Претпоставувам тоа е од прекумерна употреба на пестициди, инсектициди и така натаму. Како да ја препознаеме здравата храна и да ја одделиме од она која не е здрава? Тоа се може и подолго да го објасниме, меѓутоа јас и во текот на работата секогаш упатувам на многу едноставни начини. Јас лично намирниците ги проверувам според рокот на траење. Добро. Доколку храната која што ќе ја купите ви се расипе во еден разумен рок, се работи за квалитетна храна. Така. Доколку вие донесете дома кисело млеко и тоа ви трае повеќе од 10 дена, тоа значи дека нешто има што не треба да го има. Што значи дека многу едноставно купувајте во мали количини, пратете што се случува со намирницата и на тој начин ќе го најдете вистинскиот извор од каде што треба да конзумираме и да купуваме. Сега се многу популарни селските јајца, па вообичаено давам препораки. Кога некој ќе ви понуди селско јајце на една табла и сите јајца се со еднаква боја и со еднаква големина, бидете сигурни дека тие не се селски јајца. Доколку видите дека ви се нуди различна боја, различна големина, тогаш може да бидат навистина од кокошки кои што значи се хранети, кои што во дворот конзумираат храна како некогаш што беше. Меѓутоа, не можеме да го кривиме само производителите. Просто едноставно, ниту воздухот не е ист, ниту сончевите денови се веќе исти. Значи, тоа е еден конгломерат на околности на кои што баш нутриционистите од научна гледна точка треба да насочат што да одбереме од она што ни се нуди. Така. Бидејќи многу често треба да одолееме и на маркетиншките трикови, а најмногу треба да одолееме на Чичко Google. Така е. Како да сме заробеници на Чичко Google и на интернетот, нели, оттаму добиваме разноразни информации од некои луѓе кои се ново компонирани нутриционисти, нели, и ги следиме тие работи и ги применуваме и веројатно многу грешиме поради тоа. Она што е интересно, а се согласам со она што досега го зборувавте, еве леп, купуваме црн леп за да се храниме здраво, ама тој леп трае и трае, иако има рок на траење од 3-4 дена, да кажеме. Секогаш е мек, секогаш е убав за јадење и така натаму. Нешто не е во ред, така е? Па, ја допревте најгорливата точка за мене, а тоа е лебот, бидејќи ние сме свесни и ние во нашата држава направивме истражување, Институт за јавно здравје направи истражување и заклучи дека ние сме нација која што конзумира многу леб. Како се решава тој проблем? Со подигнување на стандардите на производителите на леб. Така. Значи, бидејќи имаме население, популација која што историски, традиционално конзумира леб, треба да се поведе сметка за подигнување на стандардите на производителите на леб и така се решаваат тие прашања. Потребата на користење на интегрален леб, јас не милувам да кажам црн леб, а на интегрален леб е од проста причина што живењето го наметна, па ние почнавме премногу да конзумираме бел леб, инстант леб. И затоа се чувствува потреба да нагласуваме да се конзумира интегрален леб. Интегралниот леб направен така како што треба да биде направен, има рок на траење 3 до 7 дена. И на нашиот пазар има и такви лебови, кои што, повторно секогаш коментирам она што имам како фидбек со луѓето со кои што работам, е економски поскап. Да, меѓутоа тој леб на крајот на денот е сепак економски поиздржан, бидејќи го јадеме во помала количина, бидејќи тој леб имаме потреба да изедеме само една кришка, што би рекле ние лаички, и нема да изедеме топол, мек леб половина. На крајот на денот економски е поиздржано да инвестираме во поквалитетен хранлив производ и намирница. Така. Сакам да ми искоментирате еден извод од една песна, од еден бугарски поет, кој има кажано има нешто чудно на овој свет. Половина свет гладува, другата половина држи диета. Да, има веќе и една друга флоскула, која што ние многу често ја користиме. Едната половина од светот гладува, затоа што цел свет се мачи да ја нахрани онаа половина
кој што премногу јаде. Да. Но има тука многу нешта кои се поврзани со вашата професија. Да, и суштината на мојата професија всушност е да се направи едукација на целосното население, да го смени пристапот кон храната. Имајќи во предвид во општеството во кое што живееме, каде што храната го губи основниот елемент извор на здравје, среќа и енергија, храната го добива акцентот на оној сетилен, односно сензорен момент. Па ние, како модерни цивилизацијски луѓе, повеќе даваме нагласок на сензорниот квалитет, на она окото што ни го гледа, отколку на она што ни е потребно. Морам да признаам дека нашите родители и не ни дозволуваа многу, не ни даваа избор, што она ние денеска го правиме на нашите деца, и можеби тука всушност некаде помеѓу лежи вистината. Така. Да. Значи, многу точно треба да се знае што е потребно да конзумираме за да бидеме здрави. И тоа не се сменило 5 века наназад. Да. Како и да е, интересен е фактот дека земите во развој, како што е Македонија, иако се смета дека сме сиромашни земји, сепак има многу народ помеѓу македонците кои имаат вишок килограми. Дали тоа е резултат на нездравата исхрана? Вишокот на килограми е секогаш резултат на неправилни прехранбени избори. Така. Значи, ние имаме многу достапност според начинот на живење на храна, која што ни е многу брза и многу лесно достапна. Цел свет свати дека треба да се вратиме на традиционалните начини на припрема на храна. Денешните луѓе се помалку во наводници имаат време да спремаат здрава храна. Меѓутоа, најздравата храна е и најлесно се припрема, што значи дека тоа не е оправдување. Меѓутоа, ние денес конзумираме генерално 40% повеќе храна отколку што трошиме. На крајот на денот многу е едноставно. Оно што ќе го изедеме треба да ни даде енергија за да можеме да ги обавуваме работните функции, да одржуваме хомеостаза во нашиот организам и да мислиме, односно, значи, да бидеме способни да го оправиме она за кое што всушност живееме. Ние внесуваме 20 до 40% повеќе храна од што реално ни е потребна, токму поради начинот на живење, токму поради достапноста на храна, токму поради лошите комбинации, лошиот избор на храна и не ги следиме веќе традициите. Ние на овие простори, Европа, посебно Балканот, имаме многу добри традиции на исхрана. Еве, ако користам приликата, веќе сме во време на пости. Така. Верските пости, доколку некој реши да ги проучува, така како што се направени, се нутриционистички избалансирани во склад со науката. Постои точно време кога организмот му недостасуваат одреден тип на протеини, па имаме одредени празници каде што се јаде риба. Благовец, цветници. Така. Но постењето денес се сваќа многу несериозно, па се сведува на леп и локум. Леп и алва. И алва. Да. Постењето треба да биде сериозен пристап. Не може да отфрлите одредена прехранбена намирница и да не се потрудите да ја замените со некоја друга. Па затоа ние после постите лечиме анемија. Така. Или вегетаријанството. Правилен пристап кон вегетаријанството не нужно значи и лошо и добро здравје, додека пак може да значи добро здравје. Што значи дека не може да се исклучат одредени прехранбени намирници, а да не направиме и други прехранбени промени. Сепак е потребно да знаеме кога и што и колку треба да конзумираме, односно да јадеме. Го спомнавте вегетаријанството. Веганство, вегетаријанство, помодарство ли е ова или потреба?
Зависи од тоа кој на каков начин пристапува. Јас морам да признаам дека нужно вегетаријанството не е лош начин на исхрана. Комплетното веганство, мое лично мислење, за мене е неворед, бидејќи на постојано долг временски период откажување од некои намирници за одредени групи на категории, веќе имаме помодарство кај деца вегетаријанци. Така. Тоа апсолутно науката и ниту медицината го поддржува. Значи, постои временски период во раст и развој на дете, каде што одредени групи на намирници од животинско потекло се нужно неопходни. И тие мора да се даваат. Но, секогаш ништо не е црно и ништо не е сосема бело. Така. Пак ќе кажам, задача е на стручните луѓе. Тука ги повикувам и лекарите, и нутриционистите, да укажат што е здраво вегетаријанство, кога е оправдано и кога е добро за здравието и кога не треба да биде така. Например, има случаеви, јас имав кратко работно искуство во голема медицинска установа, каде што од некои причини, после тешки операции, постоперативно, каде што се јавуваат одредени здравствени состојби на кахексија, значи на губење на мускулната маса, 5, 7, 10 килограми, пациентот инсистира на веганство. Тоа не е природен и здрав момент да се отстранат сите намирници од животинско потекло. Ке имаме тешко заздравување, тешко зараснување на храната, тоа е период кога се потребни протеини, значи за да дојде до заздравување на храната и да не оптеретуваме сега со стручни термини. Тогаш е потребно да се побара. Значи, да, јас сум вегетаријанец, што треба точно да јадам или што да внесам? Па во такви случаеви да си помогнеме со протеини од растително потекло, грашок, да не се откажуваме од рибата, да не се откажуваме од ферментираните млечни производи. Се поставува прашањето колку според советите кои вие им ги давате на луѓето, колку следењето на тие совети е скапо за граѓаните. Бараме здрава храна, поинаква од она која што сме ја консумирале до вчера, но нели органско производство, цените се малку повисоки, или ако треба одредена храна да јадеме, исто така е таа поскапа од нормалната што има во маркетите. Колку е тоа скапо, следејќи ги вашите совети за здрава исхрана? Значи, имајќи во предвид дека јас сепак доаѓам, значи, од, ајде да кажем, една академска позадина, здравата храна нужно не треба да биде поскапа. Она што треба да го направиме е всушност да бидеме доволно добро информирани и да знаеме дека не мора да одвојуваме пари за многу скапи намирници за да се храниме здраво. Ние ги советуваме луѓето што е пожелно да се купува органско. Не нужно се треба да биде органско. Постои зеленчук кој што навистина треба да одвоиме повеќе финансиски средства и да инсистираме да биде органски. Меѓутоа постои и зеленчук каде што по дефолт нема простор за такво загадување поради составот на растението, поради начинот на одгледувањето, каде што не мора да прибегнуваме кон тоа да го даваме повеќе пари за да биде органски. Тука ќе ги дадаме шунките. Ако треба да инсистираме да купуваме органски домат и органска краставица, гравот суштински во неговиото произведување е повеќе комерција кога ни се нуди органски. Леќата исто така, грашокот исто така, калинката е по дефолт органска храна. Дрвото на калинките по дефолт не се третира. Спротивно, третирана калинка не дава плод. Што значи дека некако како да се враќаме на секој... по профит си го прави своето, како и да кај се земјоделските производители, и кај оние производители на храна, големи, нели, куки. Јатките не се третираат. Од друга страна, децата не може да ни се хранат здраво, бидејќи родителите се исто така заангажирани да обезбедат пари за опстанок и така натаму, и нештата се како некој ланец, алка со алка. Здравата исхрана е минимум 30%
помалку чини отколку она што на брзина се купува и се подспремува или се доспремува во домашни услови. Така. Многу помалку чини едно добро, старовремско македонско вариво, една турлитава, чини многу помалку пари од една пица на парче. Така. Велите да се вратиме на традициите. Нашите стари правеа такви варива, такви манџи, сведени на ориз, нели, граф и така натаму, компири. И тоа го правеа навистина убаво. Се беше многу вкусно и се беше многу здраво. Сега одиме до првата сендвичара, за да заштедиме време, се храниме нездраво. Како да и се вратиме на традицијата? Пак се враќаме секогаш на единствениот вистински збор, тоа е со едукација. Здрав оброк, родителите на своите деца може да спремат за 20 минути. Во вечерните часови, додека гледаат телевизија, да го вклучат експреслонецот, во кој што било кој зеленчук термички се обработува 7 до 10 минути, да го исклучат шпоретот после 20 минути, следниот ден, кога ќе се вратат од работа, имаат спремен, готов, здрав, ефтин оброк. Велите едукација. На каква едукација мислите, освен да гостувате кај Ѓорги Калајџиев во емисија и да ги запознавате гледачите што е здраво, што е нездраво, кој не гледа, кој не гледа. Треба ли некаква континуирана едукација? Треба ли нешто да го вклучиме образованието овде? Се чувствува се повеќе потреба дека треба да го вклучиме образованието и не многу одамна јас во основното училиште имав предмет домаќинство. Тоа вклучуваше дел. Така, да. Тоа исто така вклучуваше дел од начините на приготвување на храна и од тоа што треба да се јаде и како треба да се јаде. Добро. Истото може да биде и денес направено. Но и да не се работи за посебен предмет. Делото на здравата исхрана може да се инкорпорира во било кој предмет кој што ги допира природните науки. Биологија, хемија. Процесите на подготовка на храна може да се инкорпорираат во наставните програми на хемија. Здравието на човекот преку исхраната во биологија. Значи може многу традицијата на исхрана може преку историјата. Значи ние, за жал, јас истражував, ние немаме пишани документи, освен во Народна универзитетска библиотека славски готвачи. И токму таму ќе видиме дека што се спремало и што се јадело на овие простори. И тоа може да биде многу добра точка од каде што ќе почнеме да ги менуваме работите на подобро. Не се што доаѓа од Запад е лошо. Западот препозна, па не е случајно што познати глумци, модели, луѓе кои што нешто значат во општеството, се појавуваат во емисии каде што се третира исхраната. Токму за да се влијае, ајде ќе го спомнам Џејми Оливер, неговата револуција во исхраната во основните училишта. Така. Во Англија веќе ја проучуваат во основните училишта. И во Соединетите Американски држави, бидејќи станува збор за од некаде мора да се почне. Земја со исклучителен проблем со дебелината на луѓето, има дури некаква национална стратегија како да се спречи сето тоа. Но ние го имаме истиот проблем. Ние имаме поразителни податоци после 5 години истражување Институт за јавно здравје, да секое петто дете е во ризик од диабет, секое трето дете е со прекумерна тежина. Нашите деца конзумираат 3 пати повеќе сол отколку што треба да конзумираат на својата возраст и 10 пати помалку храна која што се џвака, нашите деца заборавија да џвакаат. Така. Отколку што треба за својата возраст. Да, кога ја спомнуваме Америка, имав можност да видам на еден студиски представи во Вашингтон. Бев чудоневиден колку дебел народ таму живее. Значи во секое место каде и да се наоѓате, свртете се околу себе, ќе видите луѓе кои се енормно дебели, значи не дебели. Ние сме навикнати да гледаме овде дебели луѓе, но енормно дебели кои имаат и по 200 килограми. Тоа е страшна работа. Затоа во Белата куќа се направи градина. Да. Токму за да се покаже на нацијата дека е неопходно да се смени пристапот кон исхраната. Тоа треба и ние да го направиме. Да.
Дали го менуваме? Ја менуваме ние јавната свест. Колку просечниот македонец пројавува интерес за она што вие го работите? Многу малку, затоа што во принцип македонецот се обраќа за на стручна помош тогаш кога има некоја мака. Да. Кога треба да направи кога мора да се направат промени во исхраната. Се трудиме да почнеме од најмалата популација, бидејќи доколку интервенираме во момент кога се прават прехранбените навики, за 20 години веќе ќе имаме просечен македонец кој што знае што и како треба да се храни и се уште свеста за тоа што е здрава храна е многу слаба, но пак расте орторексијата, односно претерувањето во нагласувањето на здравата храна. Да, од одредени луѓе, така. Од одредена, значи, тој па број на популација расте, па секојдневно имам коментари, дали вие како нутриционист конзумирате чварки. Сега, значи, беше период на зимно време и многу за чудоневидени ликови кога ќе кажам дека неколку пати во текот на зимата, да, јас конзумирам чварки. Чварките нужно не се нездрава храна. Нездраво е вие секој понеделник, среда и петок да одите во првата месара и да купувате по килограм чварки и да ги конзумирате во текот на 7 дена. Така. Меѓутоа, чварките се наша национална исхрана, така, која што се конзумирала во периодот на најголемите студови. Од Свети значи, таму Никола беше, да, до Свети Јован, каде што се конзумира. Значи, чварките нужно не се нездрава храна, но чварките може да бидат и отров. Истото и со свинската маст. Така е. Свинската Значи, треба да маст, се прави, основа е тоа, треба да се прави тој баланс во исхраната. да, и тоа да не се влегува во таа орторексија, дека, вау, некои намирници се анатемисани. Се велат, да, чварките се нездрави, меѓутоа посегнуваат кон готова супа од кесичка и од коцка, која што е отров. Така е. Тука треба да се направи балансот Или и оние едукацијата. сокови кои ги пиеме, кои се продаваат во маркетите, не знам, кои чинат 60 денари, а купуваме литар и пол, замислете, сок од, не знам, ананас или портокал или така натаму. Да, но 60 денари чини и литро домашно направен сок од портокал. Така. Тоа е тоа. Добро. Што би ги советувале граѓаните, бидејќи велите мал е интересот кај граѓаните за она што го работат нутриционистите, за да бидеме поздрави? Еве, секојдневно зборуваме за стресот како најголем проблем на популацијата наша, па и во светот. Како со исхраната да го победиме стресот? Можно ли е тоа? Всушност, ние и реагираме на стресот со храна. Така. Дигестивниот систем е единствен систем кој што преку нерватурата е поврзан со мозокот. Се друго има некој друг подолг пат. Оно што го чувствуваме и оно што го јадеме е директно поврзано. Како да делуваме на стресот? Денес речиси никој нема 3 оброци и 1 ужина. Да го вратиме до ручекот во игра. Се помалку сме свесни за тоа дека како нација не доручкуваме. Значи, потребен е ритам. Оброк, така? Потребен е ритам на исхрана. Добро. Ние ќе правиме многу помалку лоши прехранбени избори, доколку имаме редовен ритам на исхрана. Доколку доручкуваме, ужинаме на работа, ние кога ќе дојдеме дома, не сме прегладнети и нема да прибегнуваме на нешто што, условно речено, е нездрав начин на исхрана, а и ќе изедеме помалку количински. Нема да вечераме многу голема количина, која што нема каде да ја потрошиме во времето на спиење, доколку сме доручкувале, ручале и ужинале. Но доколку ни фалат 2 оброци во текот на денот, вечерата нужно нема да ни годи и нема да биде благопријатно за нашето здравје. Така, а ние знаеме во доцните часови да седнеме, па добро да се најадеме и да си легнеме, а тоа не е добро, нали? Тоа не е добро. Така. Што значи дека патот до вистинската едукација е барање на одговори. Така е.
Треба да се бараат одговорите секој ден. Така е. Одговорите ги имате вие. Граѓаните се тие што треба да ги слушат тие одговори. Се надевам. Многу ми се допадна овој разговор. И чувствувам потреба дека почесто треба вака да си помуабетиме за доброто на гледачите кои ја следат програмата на ТВ-каналот ВИС и од Струмици и од целиот југоисточен регион на Македонија. Се согласувате ли? Се согласувам, јас секогаш како моја мисија тоа го имам сватено дека навистина треба што повеќе вистински информации да допрат до конзумерот. Да, вистински информации преку ВИС. Да, така. Точно така, а јас со задоволство секогаш доаѓам во родниот крај, па би ми било навистина. Еве ние ќе направиме ниет почесто да доаѓате, бидејќи на почетокот од разговорот рековте дека многу си ја сакате Струмица и секој убаво се чувствувате овде. Да, ви благодарам за разговорот и за гостувањето во емисијава. Задоволството беше мое. Благодарам. Благодарам. Одиме понатаму со емисијава со една музичка номера.